Разговараме со првиот човек на Струмица газ, господинот Милановиќ, за и околу плановите за 2019 година, кога станува збор за гасификација на општина Струмица, но и да направиме едно резиме за 2018-та. Господин Милановиќ, јас ви благодарам што прифативте да одговорите на неколку прашања, да реализираме едно интервју во интерес на самата, односно на јавноста. На самиот почеток би сакал да ве прашам, замина 2018 година, дали успеавте како јавно предпријатие да ги реализирате планираните активности или по-конкретно како прв човек, колку сте задоволни од сработеното на јавното предпријатие Струмица газ? 2018 година беше добра година за Струмица газ. Од планираните делници што требаше да ги изградиме, ги завршивме скоро сите. Остана еден мал дел поради временските услови тука пред крајот на новата година, на старата година. Не успеевме да ги довршиме и сега почетокот нова ќе ги завршиме и тие делови. Меѓутоа ова година сме задоволни со самото тоа што се доста зголеми бројот на потрошувачите во категоријата домакинства. Ова година имаме приклучено 53 домакинства на дистрибутивната гасоводна мрежа, од кои во моментот се веќе активни некои 48, уште 4-5 останува да се ги довршат домашните работи што се пренамена на котли тие работи и тие да продолжат да користат. Потрошувачката на природниот газ во 2018 година ние на највисоко ниво досега со 100.000 кубика повеќе од претходната 2017. Исто така во ова 2018 година се направија и приклучоци во два производствени погони во Струмица, тоа е фирмата Макс, и исто така почна и уште една производствена фирма да користи природен газ како енергијан за нивните технолошки потреби. Се надеваме дека и други приватни компании ќе го следат нивниот пример во наредната година, така да оди на добар пат. Спомнавте приклучување на правни субјекти, односно стопански производствени капацитети, но и домакинства. Колку вкупно досега на дистрибутивната, секундарната дистрибутивна мрежа имате приклучоци овде во Струмица? Досега на дистрибутивна гасоводна мрежа во делото стопанство има приклучено 19 вкупно потрошувачи. Дел се производни капацитети, што ги спомнавме, дел се угостителски објекти, некои помали предпријатија кои користат за грејење. Од јавните институции, тука се 15 објекти кои што се под локална самоуправа и другите во делот на домакинствата остануваат 261 домакинства, кои што се приклучени и користат природен газ како енергијанс. Предпоставам дека продолжуваат субвенциите за приклучување на домакинствата кон дистрибутивната мрежа. Како го оценувате тие субвенции од страна на општина Струмица? Ова мерка до сега се користеше. Субвенцијата од општина Струмица беше во износ од 100 евра, во противредност во денарска. Таа мерка се надам дека ќе продолжи и понатаму е сега. Дали ќе се зголеми субвенцијата, тоа останува на општина Струмица да го утврдат. Меѓутоа јас се надам дека нема да ја прекинат таа пракса. Пред малку спомнавте, директоре, дека се приклучени речиси сите јавни институции кои што се под локална капа на дистрибутивната мрежа, но не слушнав или ги нема институциите кои што се под државна капа. Дали како Струмица газ имате овозможено услови да бидат приклучени и овие институции, зашто досега не сте приклучени? Во моментот дистрибутивната гасоводна мрежа во Струмица е некаде над 32 километри. И таа е скоро до сите државни институции има мрежа. Веќе имаме разговори и преговори со доста институции кои што се под државна управа за да се приклучат на дистрибутивната гасоводна мрежа и да го користат гасот како енергијанс. Тука е полицијата, тука е музејот, поштата, завод за пензиско осигурување и така. Значи повеќе институции веќе се заинтересирани и очекуваме за 2019 година дека ќе бидат веќе приклучени. Најавувавте газ до населените места со цел да се полека да се покрива и струмичкото поле со овој енергенс. До каде се работите? Гасот до населените места се надеваме дека во наредниот период ќе го направиме. За следната година, тоа за следните 2 години најмногу, општината поднесе барање за кредит,
кој што кредит ќе биде искористен за проширување на дистрибутивната гасоводна мрежа. Планирани се доградба на некои 7 километри и тука ќе биде опфатено прво населено место Дабиле. Левата и десната страна по патот до Дабиле знаеме дека се со индустријски објекти, тука е индустријската зона Сачево во близина и тоа е првото населено место до кое што веќе имаме изработено проекти за кои имаме добиено одобрение за градба да се отпочне со градба на дистрибутивна гасоводна мрежа. Директоре, како јавно предпријатие, имате ли капацитет да одговорите на барањата за приклучоци доколку се зголеми интересот кај физичките и правните лица? Апсолутно, на барањата одговараме во секој случај, немаме застанато ниту една минута до сега да биде градот оставен без газ, потрошувачите. И тоа нема да се случи и понатаму. Кај нас надувањето е специфично, многу поразлично од другите градови. Во Македонија не, затоа што се само Куманово и Скопје. За домаќинства само Куманово и Струмица, ние сме со виртуелна гасификација. Кај нас е транспортот со специјални приколки и носиме компримиран природен газ. И тоа не било случај и се надевам дека и во иднина нема да биде случај да го оставиме градот без природен газ. Ги спомнавте субвенциите како еден модел за поттикнување за приклучување. Може би е мала таа бројка од 300 приклучоци генерално, но како да ги поттикнеме физичките и правните лица да го користат овој енергенс кој што речи се го користи целиот свет? Тоа што општината дава субвенција е позитивно. Очекувам дека и државата ќе преземе одредени мерки, затоа што веќе имаме некои преговори за да се намали цената на гасот. И најбитното доколку стигне цевка, за кое што веќе има разговори да се поврземе преку Бугарија од Петрич да се донесе и цевка, главен преносен цевковод до Струмица, со кој што и цената на природниот газ ќе се намали и самото тоа ќе ги натера луѓето да користат природен газ. Инаку околу цената на природниот газ е пониска и од нафтата, и од струјата за загревање. За малку е може пониска и од пелетите. Во однос на дрвјата е малку поскапа. Меѓутоа предноста е многу поголема, затоа што природниот газ од друга страна може да се користи и за санитарна топла вода припрема и за готвење. Што дрвото не дава таква можност. Дали дистрибутивната секундарна мрежа на Струмица газ е компатибилна да се приклучи на националниот гасов, со оглед дека спомнавте нешто како од Петрич, но во секој случај ова инвестиција може ли или таа секундарна мрежа без дополнителни трошоци од оние кои што веќе се приклучиле да бидат приклучени и адаптабилни на националниот гасовод? Националниот гасовод кога ќе дојде се поврзуваме во одредена точка и мрежата останува иста. Инсталацијата и опремата кај домаќинството останува, се друго се останува исто. Значи, само приклучната точка, таму се поставува една регулаторна станица и тоа е се. Ништо друго не се менува. Мрежата во Струмица е димензионирана за развој на Струмица во наредните 30 години, па и повеќе да нема никакви проблеми. Значи, да го задоволи капацитетот и со енормно голем развој на градот. И за крај, директоре, кои се плановите, на што ќе се фокусирате оваа 2019 година? Во 2019 година имаме, како што реков и претходно, веќе подготвено и добиено одобрение за градба за некои 7 километри дистрибутивна гасоводна мрежа, проширување во градот и надвор од градот до населено место Дабиле. Тука исто така ќе се фокусираме на изградба на нови приклучоци. Веќе сме во преговори со доста институции, јавни институции што се од државата за нивно приклучување, така да се надевам дека до средината на годината ќе завршиме со нив. Исто тука има доста домаќинства кои што се заинтересирани, а имаме и уште неколку приватни компании кои што го користат природниот газ како енерген за технолошки потреби. Директор, јас ви благодарам на ова интервју за Канал 10.